Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новото издание на емисијата ТВ Ординација. Оваа емисија посветуваме на дијабетот. Во изминатиот викенд светот го празнуваше Светскиот ден на дијабетисот, а по повод Светскиот ден на дијабетисот, како оваа година се празнува и под кое мото, но и што е дијабетисот и каква е статистиката во рамки на Македонија, зборувам со доктор Гоце Христов, кој што го имаме на линија. Докторе, дали се слушаме? Добро вечер, благодарам, одлично. Така, како што и најавивме, во саботата го празнувавме Светскиот ден на дијабетисот, па докторе, кажете ми, каква болест е дијабетисот и што е она кое што го прави карактеристичен и поразличен од сите останати заболувања? Најпрвин би сакал да го честитам Светскиот ден на дијабетисот, кој што се одбележа минатата сабота на 14 ноември, кој што се слави во чест на првиот изумител, всушност на роденденот на првиот изумител на инсулинот, кој што го користат нашите пациенти со дијабетис. Дијабетисот представува, многу пати сме зборували на оваа тема, дијабетисот представува една хронична болест, која што се карактеризира со повеќе нарушувања на метаболизамот и се карактеризира со покачено ниво на концентрација на гликемијата во крв за еден пролонгиран временски период. Самиот факт дека дијабетисот е хронична болест укажува на тоа што лекувањето, односно третманот на оваа болест е секојдневно и доживотно. Всушност, не постои лек кој што би го излекувал оваа болест, туку лекувањето е секојдневно со цел да обезбедиме една добра нормогликемија, односно една задоволителна гликорегулација кај нашите пациенти со дијабетис. Несомнено дека гликозата, односно шеќерот во крвта, е неопходен чинител во нашиот организам, бидејќи без него ниту една клетка не би успеала нормално да функционира, односно би била осудена на пропаст. Меѓутоа, од друга страна, покаченото ниво на шеќер, односно гликоза во крвта, од друга страна пак, како што реков, делува лошо, односно влијае врз намалување и уништувањето на функциите на сите клетки во организмот. Така, докторе, на почетокот најавивме дека ќе зборуваме и за самиот број на лица кои што се регистрирани како дијабетичари, какви се бројките во светски рамки, но и што велат бројките во земјава? Последните статистики на светско ниво во однос на бројот на заболени пациенти со дијабетес во светот изнесува некаде околу 422 милиони на пациенти кои што боледуваат од сите видови на дијабетес. И тоа најчесто ова заболување е застапено во земјите кои што се слабо, односно средно развиени. При тоа поразителен е фактот дека секоја година од дијабетес умираат некаде околу 1,6 милиони на пациенти, додека во нашата земја последната статистика е направена во 2019 година, која што укажува дека бројот на пациенти заболени со дијабетес во Македонија изнесува 124.450 пациенти. Од оваа бројка на пациенти заболени со дијабетес, скоро 95% отпаѓа на пациентите кои што боледуваат од тип 2 дијабетес, 4,1% отпаѓа на пациентите кои што се заболени со тип 1 на дијабетес и скоро 1% припаѓа на онаа група со сите останати типови на дијабетес кои постојат. Во последните 5 години имаме кумулативен раст на бројот на пациенти со дијабетес во Македонија
и тоа е некаде бројка од околу 20.970 пациенти, што представува пораст од 20% за овие 5 години, за што би се согласиле дека всушност станува збор за едно епидемиско ширење на диабетесот како во светски рамки, така и во нашата држава. Како и во сите останати заболувања постојат ризици и категорија на граѓани кои што носат поголеми ризици од заболување на диабетисот. Што е со токму оваа категорија на граѓани? Кои се оние кои што ги издвојуваме како ризични? Во однос на ризик факторите кои што се инкриминирани како тригери за започнување на посебно тип 2 диабетесот, се сите пациенти кои што имаат прекумерна телесна тежина. Значи, сите пациенти кои што имаат body mass index над нормалниот, припаѓаат во групата на категории на пациенти кои што имаат ризик да развијат дали сега или во иднина тип 2 на диабетес. Секако физичката неактивност исто така е огромен ризик фактор. Под физичка неактивност подразбираме помалку од 3 пати неделно активирање, ако не друго, барем брзо одење од 40 минути. Возраста над 45 години исто така е секој пат таа група на пациенти треба да ја таргетираме и скринираме во однос на превенција од пројавување на тип 2 диабетес. Понатаму, гестацијскиот диабет, сите оние пациентки кои што за време на бременоста развиле гестацијски диабет, понатаму во текот на животот имаат ризик да манифестираат тип 2 на диабетес, или сите оние пациентки кои што родиле плодови со голема родилна тежина од околу 9 и повеќе килограми, се кандидати да развијат тип 2 диабетес. Пациентите кои што имаат хипертензија, дислипидемија, намалено ниво на ХДЛ, исто така се во една категорија која што е ризична за пројавување на тип 2 диабетес. Докторе, кои се оние најглавните и најважните симптоми кои што ни сигнализираат дека станува збор за диабет и да побараме секако препорака и консултација со лекарите и какви видови на диабет постојат? Сите пациенти кај својот матичен доктор треба барем еднаш во годината систематски да го мераат нивото на гликемија во крв и доколку забележат покачени вредности на концентрацијата на гликоза во крв или пак вредности кои што се благо покачени од нормалните вредности, а се уште не се во категорија на високи вредности за децидно поставување на диагноза тип 2 на диабетес, треба да бидат добро обработени или препратени кај специјалистите кои што се бават со таа работа за превенција и рано откривање на диабетесот. Во однос на стигматите кои што ги пројавува тип 2 диабетесот, тие се следните: полидипсија, полиурија, полифагија, односно да преведам, тоа е зголемена жетка и пациентите, зачестено фреквентно мокрење, односно уринирање, зголемен апетит со внос на голема количина на храна, а при тоа пациентите не добиваат во телесна тежина, една општа слабост, малаксаност, главоболки, проблеми со видното поле, промени во кожата во однос на сува кожа, чешење, така да има една плејада на симптоми кои што пациентите треба да ги детектираат и навреме да ги реферираат кај своите доктори. Така е, спомнавте превенцијата, но што значи тоа? Дека треба да имаме контрола повеќе на диабетисот и како да се одделат типовите на диабетис?
Во однос на превенцијата на дијабетесот, спомнавме која е ранливата категорија на пациенти кои што се подложни на висок ризик од развивање на дијабетес, и затоа уште еднаш ќе апелирам дека сите пациенти кои што ќе се препознаат во овие категории навремено и да се јавуваат кај своите доктори и да прават чести проверки на гликемијата во крв со цел детектирање на оваа болест во почетните стадиуми, а целта е многу едноставна, навремен третман, односно навремено препознавање на болеста, значи минимизирање, односно одлагање на компликациите од оваа болест кои што се исклучително сериозни. Во однос на регулацијата на дијабетесот, пациентите од една страна можат сами со своите глукометри да имат еден увид во насоката на движењето на нивната гликемија и со помош на својот дијабетолог или матичен доктор да прават навремени корекции со коригирање на терапијата и навремено да спречат да се доведат во ситуација која што би ги внела во болнички услови. Докторе, дали по дијагностицирањето на дијабет тип 2 значи дека мора да се премине на инсулинска терапија? Не. Со поставувањето на дијагноза кај пациент со тип 2 дијабетес не значи дека веднаш ќе се помине кон давање на инсулинска терапија. Најчесто, како што спомнавме, пациентите со тип 2 дијабетес имаат прекумерна телесна тежина. Тоа значи дека нивните клетки не се доволно осетливи на инсулинот кој што го создава панкреасот во човечкото тело. Така да сите пациенти во почетните стадиуми на дијабетес имаат повеќе генеза, односно повеќе создавање на инсулин од потребното. Проблем е инсулинската резистенција која што се јавува на таргет клетките на периферното ткиво, која што не можат доволно да го искористаат овој инсулин. Ако болеста навремено се препознае од страна на пациентите, доколку болеста правовремено се дијагностицира од докторот, секогаш дека во огромен број на пациенти нема да започнеме со инсулинска терапија, туку постојат повеќе категории на орални антидиабетици со кои што најпрвим би започнале во третманот на лекувањето на оваа болест. Меѓутоа, панкреасот не е перпетуум мобиле, секако и тој има своји резерви, и после некој стаж од 15 години, од најмалку 15 години од екзистирањето на оваа болест, и тој се потрошува, односно бета клетките немаат веќе доволно ресурс за создавање на инсулин, па кај овие пациенти преминуваме и кон лекување со инсулинска терапија. Секако дека постои една многу мала група на пациенти со тип 2 дијабетес, кои што сме ги лекувале со орални антидиабетици, меѓутоа за време на некој инфективен синдром или за време на некоја сложена оперативна интервенција, изискува употреба на инсулинска терапија со цел одлична гликорегулација во тој период кога тие се болни и од некоја друга секундарна болест, за да понатаму повторно го дисконтинуираме инсулинот и се вратат на оралните антидиабети. Докторе, како ќе коментирате изјавата на некои пациенти кои што велат дека ако престанам да јадам јаглехидрати и ако намалам килограми од својата телесна тежина, дека ќе се излекувам од дијабетисот? Уште на самиот почеток спомнавме дека дијабетисот е хронична болест и таа се лекува секојдневно, меѓутоа за жал во денешно време се уште не можеме да кажеме дека има лек кој што ја лекува таа болест. Заблуда е пациентите да се лишуваат од исхраната со јаглехидрати, бидејќи
според сите препораки, 45 до 65% од секој наш оброк треба да содржи јаглехидратни единици. Значи, неминовно нашите оброци треба, речиси, половина да содржат јаглехидрати со цел правилно хранење. Така да заблуда е, уште еднаш ќе потенцирам, дека ако пациентите се лишат од внос на јагленохидрати, односно шеќери, дали се тоа прости или сложени, ќе доведат до излекување на оваа болест. Тука сакам само да апелирам дека редуцираниот, односно ограничениот внес на овој тип на храна секако влијае врз редукцијата, односно намалувањето на гликемиите во крв кај овие пациенти. Така да доброто дневно мени, подготвено од страна на нивните доктори, би значило редукција, меѓутоа во никој случај исклучување на јагленохидратите и една физичка активност со цел подобрување на нивниот гликемиски профил, односно статус. Во однос на слабењето, исто така заблуда е дека ако пациентите ослабат 10-20 килограми, би исчезнала нивната болест. Меѓутоа, императив кај сите пациенти со тип 2 диабетес е намалување на телесната тежина, на тој начин се подобрува инсулинската сензитивност на сите клетки, тие ќе бидат поподложни на инсулинот и ќе имаме подобар одговор со цел една добра гликорегулација кај нашите пациенти. Ајде еден совет еве до луѓето кои што веќе им е диагностициран диабетисот, како да ја прифатат оваа состојба, да живеат со помислата дека до крајот на животот ќе мора да го контролираат не само телесната маса, туку и да научат да живеат со помислата еве дека до крајот на животот ќе морат да примаат инсулинска терапија. Така е, тој е многу битен еден психолошки момент за кој што пациентите треба да бидат начисто дека, односно да направат едно самоспознавање и да се носат со мислата дека оваа болест ќе ја имат до крајот на својот живот. Ова не е инфекција која што би ја третирале 10 или 15 дена и болеста би завршиле. Знам дека сите пациенти кога ќе им се диагностицира болест со диабетес, тие имат искрена надеж дека со корекција на хигиено-диететскиот режим на живот и со адекватен третман би дошло до излекување на болеста, но тоа не е така. Значи, сите пациенти со диабетес треба да бидат подготвени дека болеста ќе ја имаат до крајот на својот живот, а нивната улога е единствено слушањето на советите на докторите во однос на правилно аплицирање на лековите и исклучително битно што треба самите себе да си помогнат за оваа болест е промена на животните навики. Како што спомнавме и претходно, тоа е намалување на телесната тежина, зголемување на физичката активност и броење на лебните единици, односно јаглехидратните единици со цел постигнување на еден живот кој што би значил одлична гликорегулација и без последици во нивниот квалитет на извршените секојдневни активности и квалитет на живот. Како и при сите други состојби и болести, може да се случат некакви компликации. Што е со диабетисот и какви компликации се можни да се случат? Симптомите кај диабетесот понатаму во стажот кога пациентите ја имаат болеста, може би и толку многу не им сметаат, не им пречат на нивниот секојдневен живот, поради тоа што едноставно пациентите со диабетес никаде ништо не ги боли. Меѓутоа, компликациите се тие од кои што ние пак докторите најмногу се плашиме. Компликациите се тие кои што
го намалуваат квалитетот на животот кај овој тип на пациенти и несомнено го скратуваат животниот век кај сите пациенти со диабетес. Во однос на компликациите, тие се поделени во две големи групи, како акутни и хронични компликации. Не би многу зборел детално за нив со оглед на времето и да бидеме појасни за аудиториумот. Само би кратко брифирал дека од акутните компликации најзагрижувачки и најстрашни, вака да кажам, за пациентите се хипогликемиите. Тоа е едно непријатно чувство, кој што секој пациент со диабетес треба добро да го знае, да го проучи, еве и еднаша доколку го почувствувал, секогаш понатаму во текот на животот треба навремено да знае како да реагира за да навреме ја реши оваа компликација и да не доведе во иднина често случување на овие хипогликемии, додека во однос на хроничните компликации тие се бројни и тие се тие кои што на долг рок го скратуваат векот на нашите пациенти, бидејќи самите компликации доведуваат до промени во интимата на крвните, на сите крвни садови во организмот, па така овој тип на пациенти се повеќе склони кон коронарна артериска болест, кон цереброваскуларни инсулти, нефропатијата како компликација, односно оштетување на крвните садови од бубрезите, кое што како последица би имало завршување на хемодиализен режим на лекување кој овие болни, ретинопатијата, кое што ги засега ситните крвни садови на очите, кое што доколку навремено не се третира, секако би проградирало во едно слепило, невропатијата, афектирајќи го од автономниот нервен систем па се до периферниот нервен систем. Така да компликации има плејада кои што ги дава диабетесот, а наша цел заедно со пациентите е да го продолжиме, односно пролонгираме времето на пројавување на овие компликации. Зошто би се сложиле дека не е се исто еден пациент со диабетес да пројави компликација на 45 години, еве да има акутен инфаркт на миокардот, или тоа да се деси на 75 или 80 години. Докторе, неминовно е да не го спомнеме COVID-19 и поврзаноста на диабетисот со COVID-19. Еве во изминатиот разговор спомнувате дека токму диабетичарите се една од групата на граѓани кои што имаат поголеми ризици секако од заболување на COVID-19 и секако компликациите кои што можат да настанат. Како вие окарактеризувате оваа состојба на COVID-19 поврзан со диабетот? Последните 10 месеци сите ние во Македонија, па и во светски рамки, живееме со еден непознат непријател кој што и го нарушува и нашето физичко и нашето психичко здравје. Во секој случај, SARS-CoV-2 инфекцијата е застапена, односно како ризик од добивање може да има една цела општа популација. Значи, никој не е поштеден од овој вирус. Меѓутоа, ја би сакал да кажам збор-два за превенцијата или лекувањето на пациентите со диабетес доколку добијат SARS-CoV-2 инфекција. Во секој случај, многу значајно е сите пациенти со диабетес во овие времиња кога ја живееме оваа пандемија секојдневно да прават проверки на нивната концентрација на глукоза во крв. Секој симптом во однос на покачена телесна температура, треска, малаксаност, недобро регулирани вредности на гликемијата, најчесто со хипергликемии, кај сите пациенти кои што се на инсулин, присуство на кетотела, односно ацетон во мочката, сигнализираат дека можеби станува збор за COVID-19 инфекција.
Затоа благовременото и навремено пријавување, дали кај својот матичен доктор или кај својот диабетолог, на овие симптоми би значило навремено решавање на компликациите на диабетесот кај овие пациенти, а со цел успешно справување со COVID-19 инфекцијата. Како една реченица заклучна, сите пациенти со диабетес треба внимателно да ги почитуваат сите мерки кои што подразбираат носење задолжително маска, физичка дистанца, да не излегуваат непотребно од своите домови, навремено препознавање на симптомите и веднаш алармирање на својот матичен доктор, својот диабетолог или медицинската сестра која што се грижи за терапијата кај пациентите со диабетес. И на самиот крај, онака и почнавме, вака и ќе завршиме, дека светот го празнуваше во саботата светскиот ден на диабетот, кое е овогодинешното мото и што е она кое што Светска здравствена организација го препорачува на сите диабетичари. Да, секоја година Светската здравствена организација на денот на Светскиот ден на диабетесот излегува со посебно мото. Мотото во 2020 година е Nurses make the difference. Со ова би сакал јас да амплифицирам дека идејата на Светската здравствена организација е да се потенцира улогата на медицинската сестра во третманот на пациентите со диабетес. Всушност, улогата на медицинската сестра која што се грижи за пациентите со диабетес е огромна. Таа започнува уште во времето на правилно давање на насоки на сите пациенти, па и општата популација, во однос на превенцијата од добивање на диабетес, понатаму во менаџирање на симптомите, како успешно да се справат со секоја хипогликемија, како успешно да ја решат да го решат секое покачување на нивото на гликоза во крв. Понатаму, во однос на титрирањето на дозите на инсулин, доколку тоа е во рамките на нејзина можност, давање на совети во корекција на инсулинската терапија и да не заборавиме еден огромен удел кој што го имаат медицинските сестри во едукацијата на пациентите во однос на исхраната. 90% од третманот, односно од успехот во третманот на лекувањето на диабетесот е самата исхрана. Тука се сестрите кои што се тие да дадат вистински насоки, да приготват за секој пациент посебен тип на режим на исхрана, со што би потпомогнале и во успешноста на фармакотерапијата, како и што за крајна цел би имала едно постигнување на добра гликозна регулација. Доктор, јас ви благодарам што се вклучивте во емисијата ТВ Ординација, бевте дел од истата. Ви благодарам многу што одвоивте време. Се гледаме секако во некој наредно издание со нова тема. Благодарам и на вас. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам што и вечерва бевте со ТВ Ординација. Се гледаме наредната среда со нова тема.